Конкретни мерки за подобрување на ликвидност, како и поддршка на извозните компании, бара Стопанската комора од власта. Азевски ќе бара да се казнува секое неплаќање, односно неизвршување на должничко-доверителските односи што ги исклучуваат фирмите меѓу себе, како и можноста банките да преземат обврската за враќање на ДДВ-то со издавање некаква обврзница од страна на власта. Државата со обврзници да го гарантира враќањето на ДДВ-то преку комерцијалните банки. Ова е едно од барањата на Стопанската комора на Македонија за подобрување на ликвидноста. За зајакнување на економската состојба во државата, бизнис заедницата подготви и сет прашања, на кои ќе бара заеднички одговор со владата и носителите на монетарната политика. Се разговара за некои мерки што вие во јавноста ги имате веќе слушнато, меѓутоа тие се анализираат, се споредуваат со други земји и така натаму. Се работи за она што го слушнавте како иницијатива за преземање на обврските по основ на враќањето на ДДВ-то од страна на банките, за издавање на некаква обврзница која што ќе го ублажи тој проблем. Бизнис заедницата задоволна од превземените мерки. Председателот на Стопанската комора Азевски смета дека нема сериозни нарушувања на определени сектори. Тој очекува металопреработувачката индустрија како најзначајна во домашната економија, при креирањето на бруто домашниот производ и извозните активности, со помош на вертикалните мерки наскоро да даде позитивни резултати. На таков начин покажа дека ќе биде као влада уз македонските компании во најтешките моменти кои што ни престојат, и доколку дојде до сериозно нарушување во други сектори, дека владата тука ќе помогне. Тоа за нас е значаен индикатор за да ги охрабриме и фирмите да продолжат со своите активности. Резултатите од третиот и четвртиот квартал според Азевски исто така ќе зависат од состојбата на европскиот пазар, каде директно завршува дури 60% од домашното производство.